Господине министер, морам да кажам од оваа говорница, секоја чест. Секоја чест. Олку млад министер, вака перфидно одиграна политичка игранка, секоја чест. Најцрните работи идат на католички Божик. Дали со или без меѓународната заедница, свесно или несвесно, инволвирана или не инволвирана во приказните, да ја нема, да излезе на оправданите забелешки на новинарите. Дали ова е смислен атак врз новинарскиот еснав во Република Македонија и атак врз последниот зрак, надеж за демократско општество Република Македонија. Но, натаму ако продолжам со оваа теза, ќе испадне дека проектот не сте го обмислиле и реализирале вие, него проектот е политичка перфидна игранка меѓу ДУИ и ВМРО. ДУИ изиграва наивност, продава овде некоја доследност, конструктивност. 4 месеци, кажува ДУИ, избира политички поени, како овој закон не може да помине бидејќи не е добар за точно на католички Божик. За разлика од минатата година, сега не е на прв ден, на втор ден, да дојде ДУИ и преку ноќ да го смене нивниот бетониран став околу законот за медиуми. Господо од ДУИ, господо од ВМРО, доколку внимателно се прочита законот и доколку сакаме да прозбориме за суштината и што е она што го носи законот, тоа се две многу суптилни и суштински работи, добро запаковани, господине министер, во европска обланда. Суштината е, правите можност, законска можност, послушните дебело да ги наградувате, непослушните дебело да ги казнувате и да ги сатанизирате. Перфидно ја одигравте со претходните закони, многу перфидно, околу домашната продукција, домашното производство на програмски содржини, околу законот што го изменавте за домашната музика. Наивно на почетокот и јас еден од тие бев кој поверува дека тоа се прави од патриотски побуди. Не, тоа се правело од една единствена побуда. Да се има политичка алатка како да се држат новинарите или медиумите под своја контрола. Тој што ќе биде послушен, имате законска можност дебело да го наградите. Тој што ќе биде непослушен, имате законска можност да го уништите. Господине министер, да не се навраќам, почнувајќи од членот 92, за можностите, политичките можности, перфидно смислени од вашите центри, силни центри пропагандистички. Можностите, кого можете да го наградите, со колку и како. Сега, членовите од 144А, 144Б, 145, 146, 147, 148, 75 одредби по кои можете да ги сатанизирате и да ги уништите медиумите кои ќе се дрзнат да размислуваат со своја глава. 75 одредби, 75 основи. Казните
od 1000 do 5000 evra za pojedinec, odgovorno lice, od 10 do 100.000 evra za pravno lice za медиум. Натаму другото во тие 100 и кусур останати членови, се е фино спакувана европска обланда. Се. А од другата страна треба да бидеме конструктивни и таа намера, таа поразителна намера, таа заканувачка опасност и последниот зрак надеж за демократско општество да замре, треба да ја премолчиме. Ова е злосторство врз демократијата, ако воопшто постои во Република Македонија. Од еднопартиски систем е полошо само она што се инсталира во Република Македонија. Сигурно ќе најде место некаде во некој политички учебник, дека досега не е познато во општественото уредување. Ова е нешто помеѓу демократија и диктатура, или некои го нарекуваат демократура. Тоа со ова ќе се стигне. Се ќе се стави под контрол. Апсолутно. Медиум ќе се дрзне кој може да му бидат изречени по 75 основи. Казнена одредба до 100.000 евра. Не треба вие ништо да правите, не треба да се јавувате од никој цент. Само цензура ќе има кај газдите на медиумите. Апсолутно нема потреба од никакви реакции. Се сега со законот се регулира. И овој закон треба да добие амин. Телото, продолжената рака на политиката ќе биде Агенцијата за медиуми, досегашниот Совет за радиодифузија. Пред 2 години овде полемизиравте, не убедувавте колку е европски, колку е демократски. Место 9 да има 15 членови, сега не уверувате дека треба да има 7. И господине министер, навистина политичка дрскост е да се напише таму дека сега добива цивилното општество со измените на овој закон во Агенцијата за медиуми. Што добива? Што добива? Можноста што ЗНМ може да предложи еден човек. Го кажа тоа сношти првиот човек на ЗНМ. Се обиде човекот да објаснува, да правда, да кажува американци, дуи, овој, оној, тие кажале дека треба да се донеси законот. На крај не можеше да најде и образложението беше дека сета придобивка е тоа што интернет порталите, да, тоа е придобивка, се тргнати од законот и дека ќе има еден член во Советот, ако ништо друго, баре да каже што се разговарало таму. Тоа е таа придобивка за која зборуваше вчера председателот на Сдруженијето на новинарите. Ова не е добро за Република Македонија. Ова ќе направи и онака подчинети новинари, и онака новинари уплашени за својата екзистенција допрва. Тоа ќе се одрази во севкупниот живот на Република Македонија. И не знам на кого ова му треба, доколку сакаме да градиме демократско општество, просперитетно општество, општество во кое ќе има иднина за тие малкумина што останаа, посебно млади луѓе во оваа држава. Господине министер, законот е лош, а тоа го потврдија и тие што денеска има храброст од говорницата со пораката која верувам дека ја видовте. Дека овој закон не е во нивно име. Натаму законот за медиуми. Децидно тоа исто здружение на кое се повикувате, дека сте постигнале согласност, е децидно дека законот за медиуми е неприфатлив за нив. Вие го туркате и законот за медиуми. А од друга страна излегувате со лицемерие дека сте нашле заеднички јазик со здруженијето. А председателот кажа дека само за 3 точки кои се маргинални во основа на суштината со кој се воведува тешка цензура врз медиумскиот простор во Република Македонија. Кој е тој економски потенцијал на некој независен медиум кој може да плати 100.000 евра? 75 одредби има по кои можете да ги санкционирате и да ги казните. И тоа многу добро, така перфидно го имате во таа обланда од мноштво членови закони кои се апсолутно небитни.